Мојот одговор ќе го поделам на два дела. Првиот ќе биде кадровски, вториот ќе биде програмски. Веднаш да кажам дека со внимание ја исчитав програмата на мандаторот Мицковски. Она што ми падна во очи и исто така и биографиите, можам да кажам дека се најзалудно потрошени 4 часа од мојот живот. Она што го имаме уште на првата страна се ми кажа, значи во нека види јавноста, во 3 реда на 5 места има Република Северна Македонија. Не знам зошто не го тестиравте спикерот Гаши, бидејќи ние го тестиравме 2,5 години спикерот Џафери и прифаќаше со Република С Македонија, па зошто еве сега кога вие сте на власт не го вратите тој преседан да не ги прифаќаат амандманите, предлог законите, дописите со Република С Македонија и мислам дека по тоа што му го направивте на народот во предизборието, требало едно и да додадете и Република Северина Македонија да сте пишеле, затоа што го издупевте народот од тоа што му го ветувавте на избори, затоа што така ќе било посоодветно. Почитуван мандатар Мицковски, за нас, за разлика од вас, политиката не е математика, за нас левичарите политиката повеќе прилега на алгебра одошто на аритметика. И денес, кога во геополитичките цифри се појавува еден нов знак, тоа е знакот минус, вие упорно преку оваа програма не убедувате дека минус 3 е поголемо од минус 2. Кадровски, бидејќи сметаме дека нема друга политика освен кадровачка политика, вашата кадровска перформансите на вашата идна влада, кадровски би ги опишал преку два хаштага. Првиот хаштаг е ружна ви е владата. Евидентно е дека мерите со погрешни мерила и ставате погрешни луѓе, не сите, но дел од нив. Ова е една од трите најголеми влади до сега, да знае јавноста. Секогаш кога се ДПМН е на власт, имаат најголеми влади. Тоа беше во времето на Љупчо Јоргиевски, тоа беше во времето на Никола Груевски и сега оваа влада со 24 члена. Гломазна влада, афричка влада, тоа е афрички стандард, не заборавајте Египет, Нигерија имаат по 30, европскиот стандард е од 13 до 15 членови на влада. Во неја имате статистички гледано енормен број на вице-премиери, 5 вице-премиери, само 3 жени, 1/8 од владата е жени, по образование 8 економисти, 6 правници, 3 политиколози, 2 лекара, 2 инженера, 1 спортист, 1 историчар и 1 глумец. Јас би рекол сите сте глумци во владава, не само еден. Еден од етнички, еден е србин, еден ром, 6 албанци и 16 северно-македонци, бидејќи нели преспанскиот за вас е реалност, а преспанскиот не признава македонци, па од тука и еден шпион, секако еден шпион има косовски, тој е, не знам ни дали знае македонски човекот, ја продолжувате таа традиција која ја воведе СДС, работел за косовската влада и веднаш ќе му реферира сега на Курти која ќе држите вие седниц. Сега, она што фрустрира кадровски, па и програмски е тоа што вие го прифаќате статус квото. И затоа почитувам Мицковски, вие сте плагијатори, а не реформатори. Она што е добро во оваа програма, има десетина добри работи и сите до една се препишани од програмата на Левица. Ева, ако сакате ќе ви ги набројам. И тоа не само од оваа програма 2024, туку од 2020, значи континуитет имате. Првото за една изборна единица, второто за Државна агенција за обезбедување училишта и градинки, од нас препишано, трето укинување на економски директори, четврто регистарски таблички во боја за службени возила, дисциплинска постапка против суди за случај во Страсбург, забрана за ангажирање адвокати, тука Тошковски ќе ви се налути во спорови на институции и минимална пензија. Доволно ли се? Значи сите овие се, видете ја програмата на Левица од 2020 ние ги имаме во континуитет и затоа идеолошки воведувате еден нов правец, да го наречеме мицковизам, како највисок стадиум на груевизмот, бидејќи правите идеолошка каша попара од кадрите. Значи имате бугараши, врховисти, необалисти, бранковисти, сака част за бранковизмот и михајловисти на крајот, но не овој Ванчо Михајловизам, туку Дражан Михајловизам сега воведувате за прв пат во нашата влада. Сега, вториот хаштаг вие шверцери властиток живота, имаше таква една кангарга. Тоа е негативната селекција и ајде малце делизерски да делуваме. Мицковски си ја фрисирал биографијата, дури и PowerPoint презентациите на студентите си ги ставил како трудови.
и мора, бидејќи е лидер, да доминира. 12 страни е неговата биографија, за разлика од другите кои што се по една-две. Тимчо тука му со 9 страни му парира. Значи, требало наместо овој нарцисоиден момент да ни пишете само тато ме направи асистент, Грујо председател на ДПМН и секе било јасно. И што нас сте ни пратиле сиви како да аплицирате за редовен професор, бога ми. Значи, сите трудови, сите извештаи, еве мене најсекси ми е овој труд. Истражување на фрикционите само побудувачки вибрации во процесот на кочење кај барабан со пирачки. Што ни е нас релевантно ова како пратеници дека вие сте објавиле ваков труд. Следно е Муцунски. Муцунски е вртикапата од правен факултет. Да ви кажам кај помина Муцунски, го се смее и мене смеаме факе, значи. Од Давидковски Борче, преку Ана Павлова Данева, оваа сега што е уставна судика, па до синот на Саво Климовски, па заврши кај Бучковски на римско право. Значи, човекот е, не знам, свака му част. Само да подсетам на јавноста, која го бираа за асистент, јас му поднесов како довешен доцент приговор. И на приговорот се приклучи сегашната председателка Гордана Селјановска Давкова. Значи, во аеродром ние, бидејќи јас од таму доаѓам, имаме нешто, вика, по-неспособен од Златко Марин е само Тимчо Муцунски. Значи, одете да видите, јас 15 години живеам во аеродром, попрљава општината не била никогаш. А нашите стари викаат, оној кој го бива за се го бива. Ако го бивало Тимчо, ќе го бивало и како градоначалник, ќе го бивало и сега како шеф на дипломатија. За Тошковски не знам, Велешанец ми е сограѓанин, тој е десна рака на Милеми Текна. Тој е познат како адвокатот на урбаната мафија. Не знам зошто не ги навел фирмите со Јанушот кои ги имаат или ги немаат во Бугарија. Не знам дали е косопственик или му е прокуратор на Јанушот, бидејќи нели он го вработи на времето во министерството. Овој Стефан Андоновски ви е бройлер од Конрад Аденауер, тој ви е оригинал, вториот Бојан Маричич, ВМРО-скиот Бојан Маричич, а за овие од албанско малцинство Таравари, Муртезани, не знам кого да цитирам, Залица Куќата во Тафталиџа, Николовски што ја збореше. Муртезани еве државните инсигнии не ни ги прима, не ни ги прифаќа, па од тука се поставува прашањето дали вие ќе му бидете премиер или неговиот лидер ќе му биде премиер. И меѓутоа господарот на дивоградбите од Чаир, сам си призна човекот колку дивоградби има легализирано на негови сопартицки. Ај сега да видиме програмскиот дел. Значи 61 страна, хаотично, бздина, одвратно, неолиберално десничарење, без визија, без храбри чекори, се прифаќа статус квото. Прво, во целата програма зборот работник го имате спомнато само 2 пати, зборот синдикат 0 пати и од тука знаете веќе дека на ДПМН газдите и коморите ќе им бидат нивните советници и затоа тие ќе прават бизнис рај, а ќе прават работнички пекол. Схоластички новоговори, имате еуфемизми, флексибилност на пазар на труд, кажете ќе кратиме работнички права како што правите цело време и дека народот ќе работи само за сметки каде 1/3 ќе му оди од платата за комунали. Следно што воведувате е конзервативните рамни даноци. И исто така ова е антиевропска политика, затоа што рамни даноци покрај вашиот Орбан во Унгарија има уште во Украина, Русија и Белорусија. Никоја земја членка на Европска унија нема рамни даноци, ние ќе имаме рамни даноци. Од тука прогресивниот данок на доход, не го споменувате, данок на експлоатација, профитите на фирмите растат за 300%, а платите за 50% и понатаму данок на луксус не споменувате, данок на богатство како Шпанија не споменувате. Тоа значи типична конзервативна политика на рамни даноци. Следно, богатството ќе остане кај газдите и тие ќе се богатат на грбот на работниците. Секој пети во државава е под ризик на сиромаштија. Вие, господине Мицковски, кој го криете анкетниот лист како змијата нозете, припаѓате на благородната елита од 10.000 брачни парови кои живеат 70 пати подобро од народот, од тој народ каде што пола милион луѓе живеат со 100 денари на ден без 3 оброка на ден, минимална плата од 350 евра, синдикална кошничка од 1000 евра. И затоа вие ќе им дозволите и понатаму на банките да го крадат народот преку провизии, преку камати, затоа што вашите пратеници го кочеа тој закон антипровизиски. Исто така немате ништо за домувањето и за патувањето кое станува луксус и затоа се создаваат класа на нови кираџи, 2000
евра метар квадратен стана, немате ништо за тоа и затоа во здравството што? Во здравството повторно ќе уведете косоваризација, само ќе менувате табли и тоа е тоа и ја оставате државата како образец на бинационален грабеж, повторно заробена, повторно немате ништо против двојазичноста, кој што исто така ни го воведува Јафрим Гаши, и од тука не сум